Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, мојот колега Мирча Адамчевски. Добар ден, благодарам на поканата. Благодарам што си тука, Мирча, заради тоа што веќе најавив во вестите еден од најголемите експерти за Русија како поранешен дописник во Москва на Нова Македонија. Има и други луѓе кои што занимаваат, меѓутоа дали се воздржуваат или не знам зашто, но имам да речем пријател кој што е докторираше на теми на Русија, но не знам од кои причини не се афирмира као познавач на приликите во Русија. Штета, македонските интелектуалци избираат да молчат на многу теми. Но добро, одиме веднаш со мировниот договор. Нападите продолжуваат. Повторно има загинати цивили и во Русија и во Украина. Што се надева Украина? Се надева дека ќе има средба, и тоа оваа недела, Зеленски-Трамп. Во меѓувреме, во Абу Даби има средба, Русија, односно руските и американските представници разговараат за мировниот план, кој беше отфрлен и од Украина, но и од Европската Унија. Од ЕУ неколку земји, наводно меѓу нив се и Велика Британија, Германија, Франција, понудија некакви други решенија. Контрарешенија на оние на Кир Стармер пред половина час. Кир Стармер се јави, премиерот на Британија, и рече дека ние за нас е важен предлогот на Трамп, но ќе сакаме да нема да изработуваме наш предлог, него ќе се потрудиме да врзо со новиот Трамп да дадеме наш придонес во мирот. Да, но добро, Европската Унија работи интензивно на да преговорите и на мировниот план. Пропуштија 3 години, 4 тие пропуштија, тие сега кога дојде планот од Трамп, тие се јавуваат, ама не че ни планот бил ваков онаков. А 4 години молче, може тие во меѓувреме да направат нивни план за преговори, но веројатно таков е приодот на Европската Унија, не знам зошто тие не успеа да направат таков договор, дали сака да ја уништат Русија, пошто имаше изјави треба да ја поразиме Русија, треба да биде победена, треба Украина да се врати на границите од 91 година и така натаму ќе направиме се за Украина и оружје и пари ќе даме, а воопшто не посегна да направат еден чекор, да речат тај ќе направиме еден предлог, затоа што навистина многу луѓе изгина, многу години трае војната, многу трошоци се направија и во Украина и во Русија, и Европа доживува економска криза, цела Европа. И ме чуди зашто дали немаше сили во Европа кои што тоа би го направиле, да речеме некои од германските канцелари што беа, дали Мерс или дали претходниот, или неколкуте од Џонсон нааму британските канцелари, или премиери, или Франсуа Макрон. Не знам зашто тие ако се сметаат, мислам, за лидери, за на големи држави, мислам дека тие требаше да го подготват планот, некаков план да подготват, но очигледно има, тоа е моја теза врз основа на некои сознанија кои што не се допрени до нас. Мислам дека поттикот е даден на посредбата на Ши Џинпинг и Доналд Трамп во Кореја пред месец-два кога беше, иако претходно американците и русите разговараа за некакви планови за мир, но тие планови беа отфрлени, знаете, во Енкоридж кога беше донесен планот, Европа и Зеленски априори го одбија, но со него работено и вчера рускиот претседател Путин рече дека и пред Енкоридж разговарале со американците за некаков мировен план. И мислам дека овдека е близок планот што го направија Кина и Бразил. Кина и Бразил направија тие еден план од 10 точки, и имаше една група за мир така од 10 на 15 земји, меѓу кои во неа беше и Турција, но за жал некако тој падна во сенка и сега може би го актуализирале својот приод кинезите и американците, може би Трамп му кажал дека се подготвува нешто, и дојде до појавата на планот на Трамп, поддржан, пак можам да речем молчаливо, за јавноста молчаливо од Кина.
И мислам, тука некаде може да се преклопат интересите и на едната и на другата страна. Сега прашање како ќе одигра Европа, до сега Европа многу лошо играше, и прашање сега како ќе одигра околу овој план. Добро, имате ли објаснување како Зеленски го убеди Трамп кога изјави помеѓу Украина и Америка, пријателството со Америка и мојата земја Украина, се разбира дека бирам Украина, кога беше понуден нови мировен план од 28 точки. Тогаш Трамп прилично нервозно изреагира дека до четврток мора да се каже да, односно да се реши Зеленски. Да се каже дека се прифаќа, дека го прифаќа тој план. Зеленски имаше едно емотивно обраќање во јавноста и рече меѓу достоинството треба да бираме нашето достоинство и меѓу нашиот најголем сојузник. И сега, знаете, Зеленски е глумец и Кит Келог, кој што беше пратеник на Трамп за Украина, во една негова изјава деновиве, рече треба Украина викова да го прифате овој план за да почнат преговорите, а околу изјавата негова, што ја спомнав, рече тоа е повеќе глумење отколку вистински емоции или вистински став. Затоа го нарече позерство, значи го нарече тоа е позерство, меѓутоа тоа вика го знаеме, за него не е нешто што треба да се каже лошо дека тоа, меѓутоа знаеме, вика дека е позерство, но во случајот требало така да се настапи, тој така настапи, а даде таа изјава. Но Трамп омекна, тоа е факт. Трамп омекна другиот ден и рече дека планот не е конечниот, и додаде дека па можеме да го продолжиме, ако не до четврток, може уште некој ден да оставиме, да видиме типично за како Трамп, сепак се предомислува и тоа е добрата вест. Знаете вие, Трамп еднаш го напаѓа Зеленски, друг пат Путин, па повторно Зеленски, па повторно Путин. Веројатно таков му е природот во неговите настапи. Тоа може би смета дека ќе направи нешто повеќе, но сметам сега дека сега е моментот да се донесе мир. Сега, ако не се искористи овој момент, ако се пропушти оваа шанса, како што беше пропуштена со Минските договори, како што беше пропуштена со договорот од Истанбул, мислам ќе продолжи војната и со уште поголеми, потрагични последици за Украина, но не е помалку и за Русија. Добро, членството во НАТО веќе не е во игра, иако тоа беше инсистирање од страна на Зеленски и Европската Унија особено е таа што знаете вие дека инсистира. НАТО на конференцијата што беше во Вашингтон, на самитот на НАТО, беше речено нема НАТО за сега, Украина нема, таа е поканета или ќе биде поканета, но као кандидат постои уште во 2008 година, кога беше во Букуреш, кај беше самитот на НАТО, кога рекоа дека Украина, Грузија и тие ќе наскоро да не одбија, кога ни беше ставено ветот, беше речено да Украина се отворени вратите. Поминаа толку години, но се уште за сега не се зборува за членство на Украина во НАТО. Добро, лидерите и на Киев и на Европската Унија го критикуваа првичниот, да го наричаме нацрт договор, конечно и нацрт договор. Да, затоа што е премногу фаворизирачки кон Русија. Сега нивната понуда, нивниот договор, говорам за Европската Унија и Украина, кој е усогласен, веќе не им дава територии толку многу на Русија, дозволува поголемо оружје за Украина. Сметате ли дека ова ќе биде... Кир Стармер рече дека главен за нас е американскиот предлог, ние нема да подготуваме наш план. Значи, тој план што го објави Reuters од 24 точки, колку беше, во кој што имаше многу промени во поглед на американскиот план, мислам дека тој план... Но Кир Стармер веројатно од британска... Ќе отрнат на страна. И ќе бидат кооперативни, затоа што со Трамп, ако не си кооперативен, знаеш дека ќе однапред изгубена битка. Тие Трамп како се поставува стално со Европската Унија, видовте вие. И кога доаѓаше и оваја фон дер Лајен кај него да договараат околу мерките, околу царините, па и други трети политичари кога сите
Господин Трамп, вие сте недобриот, вие сте неубавиот, вие сте, мислам, сега кога научија каков е муласт, как му прави. Вие сте неблагодарни, Трамп повторно му кажа на Зеленски и Зеленски мораше сега деновиве да каже благодарен сум. Неколку пати е благодарен. Во февруари, знаете, кога беше скандалот во Белиот дом, кога беше, го искараа британците и французите, го викна, му праќа експерти да го учат како да се однесува. Во политиката емоциите се многу лоша работа. Да, може емоции, меѓутоа емоции може за затворени врата, не во јавност. Значи, може од тоа да го каже код на страна, кога биле да реагира емотивно, но не е така. И од тогаш почна следната средба која беше, не знам колку пати, 10 на 15 пати, благодарам, вие сте на добриот, благодарам, вие сте на добриот. Тоа е тоа, за жал, тоа е представникот на Америка, на најголемата војна економска сила во светот. Тој има право да биде емотивен, и Венс има исто така право да биде емотивен, но оние кои се немочни, кои се послаби, мора да ја научат лекцијата во политиката. Токму тоа, во политиката, кај што има сила, нема правда, не случајно го рекол народот тоа. Нема, вие знаеме ние, еве, и на нашиот случај, Македонија, членството во Европска унија, како се одвиваа работите, кај што има сила, нема правда. И во НАТО, конечно, како се одвиваа. Да, и за НАТО како беше, знаеме се и се што како беа работите, но или за други земји. Нема, еве сега да речеме, само не е дел од тема Венецуела, се подготвува. Америка има информативна и пропагандна војна против Венецуела, може утре да ја нападне, че се подготвува. Не може Венецуела да се бори со Америка, како реши Америка да води војна. Ја мислам дека нема да дојде, но сакам да кажам, големите сили се таков е односот. Нема таму, тие се прагматични. Сметам дека ова треба да се направи, тоа треба да биде направено. Како ќе го направиме, треба да дебатираме. Треба да се дебатира. И затоа е овој договор направен од 28 точки и не случајно, мислам дека предлогот на Трамп е многу. Тој, веројатно, предпоставувам, е добар преговарач. Веројатно, предпоставувам дека е добар преговарач, уште и бизнисот која го водел, кога се прави план, 28 точки ставате, да знаете дека во нив има само 2-3 кои што се многу битни точки. Другите можат да или да се отворат, или да се спогодат двете страни да ги прифатат. Значи, најмерно прават 28 точки, да се исцрпат околу тие 28 точки, кои ќе дојдат тие најбитните, најгорливите точки 2-3. Сега за ова, дајте да видиме како ќе настапиме, што ќе правиме. Но добро, Зеленски кажа дека останале ситните детали кои треба да се договорат. Станува за територијалното, станува тоа е моето следно прашање. Но добро, Зеленски, ве цитирам дека говори дека ситните некои детали треба да се договорат. Верувате ли? Најгорливите детали. Minor details, тоа е во превод мали ситни детали. Се повикувам на BBC. Да, во од најновите вести. Чим се мали детали останати, тогаш се прифатени се многу големи работи. Но добро, дали верувате во Абу Даби дека американските и руските представници сепак ќе договорат на штета некаков договор, некакви договори, некаков план на штета на Зеленски на Украина? Не, мислам дека видите, таму е генералот Дрискол, кој е командант на копнените сили на Америка и кој што беше минатата недела во Киев и им го даде планот на рака на украинците и го дебатира. А планот и претходно им бил даден, и русите веќе го имале претходно добиено планот и разговарале околу деталите за спроведување на планот. И мислам дека и сега ќе се дебатира за тоа како да се спроведе планот, ќе им пренесат како реагирал Киев, значи ќе им пренесат на русиве како реагирал Киев, како се однесувал Киев, што смета Киев за планот. И треба да испеглаат некои детали, тие некои можеби мали, нека се детали, ќе треба да ги испеглаат со русите. Верувате ли, Мирча Адамчевски, клучното прашање? Многу од светските аналитичари, да ги читаме нивните анализи, сметаат дека Путин нема шанси да го прифати овој план. Дека неговиот план не се неколку територии претходно заземени и еве плюс некоја територија сега во оваа војна. Неговиот план, неговата желба е целосна окупација, целосна русовизација на Украина.
Не се согласувам, мислам тие аналитичари. Добро, да, нормално, секој си има право да прави анализи. Западните аналитичари ги цитирам. И јас сега дебатираме, правиме некоја анализа, нормално секој треба може да си го каже тоа. Значи, идејата на Путин на почетокот веројатно беше да ја промени власта во Украина, да стави проруска власт. Значи, тоа нарекувања фашистичка нација власт. Февруари 22 година, 24 февруари. Во тоа не се успеа, освоја некои територии, може би има амбиции да ја земе Одеса и Николаев, значи да ја затвори Украина целото до едно град море, но реално тоа не може да го направи. Реално не може да го направи, затоа што прво нема сили тоа да го направи, нема ни економска подлога доволна тоа да го направи, а згора на се ќе најде на уште поголем отпор кај, да речам, кај французите, на кои што Одеса им лежи во срце, затоа што таму има тие и своји бази на почетокот на векот. Имаше и судири со Русија, беа поразени, се повлекоа, после и британците исто така, и сметаат дека сепак Украина треба да има некое парче од морето. И освен тоа, и Америка нема да го дозволи тоа, сега им вели, дајте прекинете, дајте да ја прекинеме на линијата на фронтот, земете го Донбас, земете ова, што имате сега тоа, ќе ви признаеме де јуре Киев, Донбас и Донбас ќе ви ги признаеме, други нема да ви ги признаеме, но украинците за сега лавираат, дали да земе, дали де факто да биде признавањето, дали да биде де јуре признавањето. Нема Русија толку ќе застане, Русија нема да сака да Путин нема да тресне на маса и да каже нема шанси. Нема шанси да освои Украина, поготово западна Украина нема шанси. Може би желбата на Путин да ја промени украинската влада, да се смени Зеленски, да дојде некоја наклонета кон Русија, да, проруска власт, односно про-Путин влада, да бидеме прецизни. Да, про-Путин влада да дојде, но не верувам, токму тоа мислам, дека воено, но ако не се заврши сега војната, бидејќи русите во моментот се да речеме во една офанзива. И прилично напредуваат. А доколку ги урнат одбранбените линии во Донбас, ако ги урнат линиите кај Запорожје, Днепропетровск, после тоа доаѓа степа, рамница, каде што не може воопшто Украина да се бори, не може да се брани. И тогаш може да дојде до Днепр, може да дојде и до Киев. Затоа велам дека треба овој план сега да се прифати како и Русија го прифаќаат како основа за дебата. Дајте да преговараме, да видиме што ќе направиме. Не, јас прашувам конечно дали би Путин би се согласил. Ако го направи тоа Путин, тогаш Украина ќе се распадне. Полска ќе влезе во Западна Украина, пошто на времето била Западна Украина дел од Полска. Унгарците може да бараат доле на југозападот делот кај што има унгарско малцинство. Словачка може да бара нешто, значи сите може да биде, може и романците да се соседните земји, ако дојде до таква ситуација, тогаш сите би имале апетити. Апетитите, знаете, доаѓа при добро предјадење кој ќе да се направи и доаѓа апетитот убав за да се... Иако не сте на маса, тоа е дипломатска некаква максима, секогаш мора да бидете на маса, инаку ќе бидете на мени. На менито, така. Добро, и последното прашање околу Лавров, тој нема да биде во Абу Даби, дел од делегацијата. Се експертите, на функционери на пониско ниво. Да, но она што ме интересира, имаше прилично шпекулации дека Лавров е малку и дистанциран за подоцна и да се појави. Па не бе, вчера или завчера имаше Совет за безбедност, беше на Советот за безбедност. Ја мислам да има нека друга работа. Здравствени проблеми? Мислам дека имаше и такви информации. Да, мислам дека се здравствени проблеми, затоа што човекот сепак тој има 52 годиша, 70 кусур години, значи не е во цутот на младост. И не живее многу здраво. Па, пушач е. Да. На крај сме, Мирчо Адамчевски. Благодарам за овој разговор. Благодарам и вам на поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.